Ден по вчерашниот протест на пензионерите во Скопје нема никаква реакција од надлежните, како од ресорното министерство, така и од другите надлежни институции и организации. Не ги тревожи политичарите, ниту масовноста, ниту повиците дека со 12.000 денари пензија месечно не се живее. Од иницијативниот одбор на кочанските пензионери велат дека во Скопје се патувало со 3 автобуси и дека е дадена масовна подршка на генералниот протест, но впечатоците се дека на овој начин нема да се стигне до остварување на барањата. Неофицијално ќе се помести прагот на минимална пензија, но не на 18 или 20.000 денари, туку значително помалку. За линеарно зголемување немало законска основа и него пензионерите тешко дека ќе го добијат. Инаку, и по 3 месеци протести останува впечатокот дека Министерката за труд и социјала упорно ги лаже пензионерите. Прво, со активностите на работната група, а сега и со предолгото чекање предлог мерките да дојдат на дневен ред на владина седница. Во меѓувреме, барем 1/3 од пензионерите во државата мака мачат како да повразат крај со крај во месецот со пензија од 200 до 250 евра, скратувајќи се повеќе на храна, лекови и други неопходни намирници. Сето тоа во услови кога потрошувачката кошничка на еден месец надминува 50.000 денари, што е предалеку од пензиите на над 200.000 пензионери.